3 километри пруга, чија изградба би чинила 30 милиони евра, може да овозможи воведување директен воз од центарот на Скопје до меѓународниот аеродром. Новата железничка линија би донела многу придобивки, меѓу кои побрз, поевтин и поеколошки превоз, побезбедно патување и помалку гужви. Со директниот воз би се стигнувало речиси двојно побрзо од аеродромот до транспортниот центар. Билетот за аеродромскиот воз би бил за 4 пати поевтин во споредба со сегашниот автобуски билет за оваа релација. Граѓаните со аеродромскиот воз би добиле покомотен транспорт кој може да превезе и над 5 пати повеќе патници во споредба со автобус. Но, за воведување на директната железничка врска до аеродромот, неопходно е најпрво да се обезбеди инвестицијата. Од ТАВ, како концесионер на аеродромот, велат дека засега не се заинтересирани да вложат во ваков потват. Од градот Скопје исто така не размислуваат за вакво нешто, бидејќи аеродромот е надвор од територијата на градот. Железничката линија до аеродромот е предвидена со Националната транспортна стратегија 2018-2030, но државата засега инвестицијата ја одлага на подолг рок. Од Министерството за транспорт и врски велат дека допрва ќе бараат средства за ваков проект од меѓународните финансиски институции. Бројката на патници на аеродромот во меѓувреме рапидно ќе се зголеми. Во 2022 година е проценето дека бројот на патници на меѓународниот аеродром Скопје ќе надмине бројката од 3 милиони годишно. Ако не се инвестира во аеродромскиот воз, патувањето за граѓаните ќе биде уште поотежнато. За да почне реализацијата на проектот, потребно е Министерството за транспорт и врски да изработи физибилити студија за определување на оправданоста од реализацијата на проектот. Железницата треба да ја изработи проектната документација за пругата. Надлежното министерство навреме да ги координира обврските на одговорните страни во проектот.